Добро вечер и добре дојдовте. Следуваат минутите кога се надевам дека на убав начин заеднички ќе се дружиме, ќе уживаме во интересни спортски теми, но се разбира како и секој пат ќе се едуцираме за се она што е поврзано со секојдневието и начинот на кој функционираат спортистите. На стартот овој пат ми е задоволство да ви најавам дека во оваа емисија ќе започнеме и да ве наградуваме, така што деталите за првата наша наградна игра и она што може да го добиете ќе ги дознаете преку социјалните мрежи, затоа кликнете и следете на Инстаграм и Фейсбук, се разбира ќе најдете под името Fair Play со Јана. А со оглед на тоа што се уште трае сезоната на зимски спортови, а минатиот викенд и официјално се затвори зимската олимпијада, редно е во студиото да ги пречекам луѓето кои не представуваа во Пекинг, односно нашите зимски олимпици. А денешната тема ќе ја започнеме со исклучително интересни приказни и искуства од зимските олимпијади во минатото. Нив ќе ни ги пренесе доајенот на македонското спортско новинарство, спортски критичар, човек кој што и самиот во минатото бил спортист, а долги години беше и спортски работник во македонскиот домашен спорт. Навистина ни направи голема чест што заедно со неговата сопруга ги отвори вратите од неговиот дом, каде што, верувајте ми, живеат голем број на спортски приказни и тие само чекаат вистински момент за да бидат раскажани. Уживајте во продолжение заедно со господинот Зоран Михајлов. Добар ден. Добар ден, Леле. Како сте? Гостин ми дојде, а ја вака како инвалид, меѓутоа таква е ситуацијата во моментов. Операција имав пред 10 дена, меѓутоа не можев да те одбијам и баш со задоволство прифатив да снимиме оваа емисија и да кажеме нешто повеќе за зимските олимписки игри. Имате многу приказни поврзани со кариерата, со зимските олимпијади, па сега ќе влеземе кај вас за барем дел од нив да ни ги раскажете. Ајде. Дали ја следевте и како ви беше впечатокот од овогодинешната зимска олимпијада? Па нормално беше да ја следам и ми се чини дека најдобро од сите олимпијади ја следев затоа што со движењето некако не сум се уште фит, па покрај телевизорот од Савајлен од 3:15 кога почнуваа првите трки. Кој спорт од зимските кои се на олимпијада најмногу го сакате вие лично? Па вака, на зимските олимпијади, обично, во времето кога ги коментирав, зашто јас сум бил на 6 олимпијади, најмногу се работеше алпското скијање, скитрчањето, биатлонот, скоковите. Подсетување на најдобрите, значи едната недела, од петок до недела, ќе се дружиме со девојките од Белиот карван, ќе бидат во олимписката Кортина d'Ampezzo на прекрасните патеки на Доломитските Алпи. Инаку хокеот секогаш беше во центарот на вниманието. Интересно е се да кажам за хокеот. Се редеа Соединетите Американски држави, Канада, Соединетите Американски држави, Канада и сега едно изненадување ќе кажам за љубителите на хокеот и спортот, а тоа изненадување се состои во следното. Можете да замислите дека Велика Британија била олимписки победник во хокеј. Беше 1936 во Гармиш. Луѓето се едуцираа, учеа за спортот, го засакуваа спортот гледајќи ги тие олимпијади. Што од тоа време и сега се промени? Животот е променет, мислам младите кои порано се сеќам ако бевме на Корзо со трчање, одевме дома, чекај ќе биде финале Канада, Америка да гледаме и така натаму. Сега тоа го нема, затоа па имаме боемски улици, имаме кафичи, имаме пабови, а и нешто друго морам да кажам, морам да споменам и поранешната држава во која што живеевме.
во најзирите селекции во сите спортови, дали се работеше за зимски или летни олимпијади, имаше репрезенти кои постигнува врни резултати на едно високо ниво беше спортот и сакаа да ги следат, да навиваат за своите, да седнат тука покрај екраните и едноставно се чувствува како да се тамо. Јас се сеќавам со Аце Русевски на летната олимпијада во Монтреал 1976 година, кога стигна до полуфиналето овде во Македонија. Јас бев тамо, меѓутоа ми јавува Зоки, вика Аце одва и чекаат да го видат полуфиналето, борбата со Дејвис. Да споменеме во оваа прилика и други македонци кои што сепак имаат резултати кои е вредно да ги респектираме, а ги постигнале на Олимпијада. Па еве Весна Дунемагловска ќе ја споменам и неизбежно е нејзиното споменување, затоа што таа е првата, јас ја нареков и пишував за неја и јас бев првата зимска олимпијка наша, учествуваше на Олимпијадата во Албервил. Во слаломската трка беше 34-та, во велеслаломот во првиот старт побегна и беше дисквалификувана, меѓутоа пласманот на 34-тото место е забележано во статистиките на Олимписките игри. Првата зимска олимпијада на која што сум бил присутен беше Сараево 1984 година. Таму има слики, еве ќе ги видат и вашите гледачи во прес-центарот пред Скендерија. Еве овде со колегата Велизар Павлов, тој беше дописник на вечерот таа олимпијада, инаку работеше во спортската редакција. А ова е баш Шаршија, со баш Шаршија имам еден интересен момент. Видов тамо некоја мешалица, што е работава, навредени тоа сарајлите, што па вика, нема смисла, вика, овој кафанџијава пријател ние го украде Кирк Дагос. Како го украде? Па го украде 10 кебапчина, сега карикирам, наместо да ги наплати 100 денари, му ги наплати 1000 денари. Први настапија над преварувачките во трката на 15 километри, класичен стил. Тие трчаа во пределот Хакуба, кој е на надморска височина од 700 до 900 метри, идеална височина, и таму во тие услови најдобро се снајде руската репрезентативка Олга Данилова, која имаше една феноменална завршница и на крајот ги те класира противничките. Инаку може да почувствуваат и гледачите дека со најголемо задоволство ги коментирам тркачките дисциплини во скијањето, во башка и женска конкуренција. Па тоа ми беше некако уште од младоста спорт во кој што бев влюбен, би рекол. Јас ќе ги подсетам постарите љубители на спортот дека јас се занимавав како атлетичар и со скијашко трчање, и еве имаме една слика овде кај што е македонската репрезентација која што учествуваше на Мавровскиот меморијал 1966 година. Во Лилехамер да кажам дека на скијачкото трчање, за да го гледаат Бјорн Дели, најголемиот тркачки ас тогаш, трката 50 километри, 100.000 гледачи во шумата распоредени, дојдени уште ноќта. За нивна среќа Дели победи и тоа беше спектакуларна трка. Ко заврши трката се враќам на кај прес-центарот, 100.000 луѓе таму, не видов ни еден пикавец.
за Леменуир, овој ми беше зборот, Алберто Томба беше ас на крајот од 80-тите и беа дојдени околу 20.000 италијанци да го гледаат во Леменуир, а патеката ни беше под пенџер. Тука беше патеката за сладолом, кај што бевме сместени и цела ноќ тоа топоите брчат, не се ни спие за Томба, мал кикс, Јаге од Норвешка тепа, Томба втор, разочарување, ама ништо. Со Джирардели секоја година, секоја зима се гледаме на Банско и се подсетуваме. Тој беше пак втор во велеслаломот, во Албервил, зад Томба. И ќе го споменам, ти вика, иако бе тамо бе. Сочи имам една убава фотографија, многу ми е мило што ја имам и ќе ја чувам. Сликан сум со Петер Превц. Се најдовме на хокеј, Словенија играше, кога освои сребро на малата скокалница, а веднаш по оваа слика ја освои бронзата. Ми е мило што годинава освои злато во комбинација машки и женски, тимски, и во тимските скокови словенците втори. И сега кој ќе се врати, ќе го побарам да му честитам. Ви благодарам уште еднаш за сите нешта кои што во оваа прилика ги споделивте и се надевам дека ќе се видиме повторно за нови спортски теми кои што знам дека јавноста редовно ја интересираат и ги сака. И тебе ти благодарам што еве со твојот колега бевте гости во мојот дом да снимиме така нешто, ми се чини интересно за гледачите, а ти стојам на располагање и во друга прилика, тогаш ќе бидам можеби подготвен за трчање. Во нормална ситуација, дури не за трчање, али така за некое темпо полабаво на кеот, би можел да бидам подготвен. Се надевам, ви благодарам уште еднаш од срце. И тебе благодарам уште еднаш. Уште еднаш голема благодарност до господинот Зоран. Јас искрено се восхитувам на сите нешта кои што пред се ги искусил, но и е подготвен, како што видовте, да ги сподели со сите нас до следната прилика кога ќе имаме нели нова можност да слушнеме бројни спортски приказни од него. А ние продолжуваме сега со моите денешни гости во студиото. Време е да слушнеме како беше на оваа зимска олимпијада, па за таа цел мој прв денешен гостин е Антонио Ристевски, кој што е најуспешниот засега македонски скијач во алпско скијање и актуелен тренер на Дардан Дехари, кој што за жал поради повреда го испушти својот настап на овогодинешната олимпијада. Антонио, благодарам што ја прифати поканата и добре дојде во Ферплей. Благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи. Прво ќе те прашам како е Дардан, кој инаку требаше со тебе заедно да дојде, меѓутоа поради оправдани причини не е овде. Дали е се во ред со неговото здравје и дали успева некако да функционира покрај тоа што има повреда? Сериозна повреда. Па да, Дардан моментално е во добра општа здравствена физичка состојба. Тоа што е повредата на коленото се случи што се случи, моментално го очекува операција веќе следната недела. Отокот е намален, така да спремен е за операција и после следат сите тие тој рехабилитационен период со кој што верувам дека за брзо време он повторно може да биде на ски. Како и зошто се случи ова? Зошто дојде до таа повреда? Има поврзаност стресот, обврската дека го очекуваше голем настап или едноставно па добро, се на класична незгода? Да, на тоа прашање мислам дека многу одговори може да следат. Зошто? Никој не може детално да каже зошто тоа се случи, меѓутоа се случува, спортот е таков, поготово нашиот спорт, алпското скијање, доста ризичен, екстремен спорт, гравитација влече секогаш надоле, меѓутоа тоа што се случи најверојатно што ние така си го викаме требало да се случи. Не мораше сега на олимпијадата да се случи, но од мало невнимание, буквално беше тоа се случи од многу мало невнимание и се случи тоа што се случи најлошото за нас сите. Значи поготово за него, после за сите нас и за целиот тим и Олимпискиот комитет. Добро, уште накратко каква беше нивната реакција? Дали има соодветен одговор нели на таа незгода да му помогнат да се погрижат со него да биде во најдобар
ред. Да, значи таму перфектно не прифатија. Мислам од моментот на падот ние имаме комуникација таму меѓу сите и меѓу спасителните служби, зашто секогаш кога одиме на Олимпијада, прво тие контакти ги добиваме од претпоставените таму луѓе. Многу брзо се реагираше, меѓутоа по падот бевме свесни, знаевме што се случи, очекувавме дека таа е повредата. Мораше да се очекаме да дојде санка, они што ја викаат као бродче, и го пренесоа доле до првиот медикална станица. Таму го прегледа, му ги соблекоа скијачките кондури, го префрлија во возило од амбулантата и го заедно отидовме практично во најблиската болница. Таму не прифатија, можам да кажам, одлично. Веднаш се направи магнетна резонанца, ја установија моменталната состојба, ни кажа што е како е, ни ги кажа кои се варијантите кои што може да ги примениме, но ние се одлучивме дека ќе причекаме малце и ќе се вратиме дома во консултација со нашиот доктор, исто кој беше таму. Зашто понатаму? Да, зашто понатаму одлучивме да се вратиме тука, бидејќи сепак се појави веќе оток, кога има оток повредата, не може да се оперира моментално. Се вративме тука, отокот почнува да спласнува, како и што кажав, веќе следната недела го очекува Дардан таа операција, која што му посакуваме да помине во најдобар ред, така? Да, сите му посакуваме и морам да кажам дека Дардан многу позитивно го издржа целиот тој период. Значи нормално не е убаво за никого да се случи тоа, поготоа на Олимписки игри, кога треба и да му следи неговиот животен настап, што се вика, меѓутоа тоа е како тоа, ги не поднесе можеме коментарите од јавноста? Имаше секаков тип на коментари, бар кои што јас ги видов, и коментари на голема поддршка и такви кои што беа негативни, да речам како е сега баш успеа тоа да му се случи и така натаму. Секогаш го викам, кога си на врвот, ќе имаш и позитивни и негативни коментари, така да он моментално беше најдобар, он отиде со најдобриот резултат моментален што го имаме во македонското скијање и тоа не можеше никој да му го одземе. Така да коментарите може да бидат и позитивни и негативни од аспект зашто отишол, зашто не отишол и како сега се повреди на Олимпијада кога треба таму да настапи и сега немаме надпреварувач, меѓутоа се е тоа само, како да кажам, муабет кој што се одвива дали на маса, дали дома. Меѓутоа никој не знае ние со што све се соочуваме кога сме таму. Така да и целиот тој пат кој што сме го изоделе за да стигнеме ние до таа Олимпијада, така да мислам дека сите коментари нас не допираат толку. Правилните критични коментари ние секогаш ги прифаќаме и секогаш пробуваме да ги исправиме тие и кога сме некогаш криви го прифаќаме тоа и го признаваме, меѓутоа кога некој ќе се повреди, не можеме сега да вадиме ние лоши коментари и да се правиме паметни, да беше вака, ќе беше онака. Мислам, тоа е теорија како би можело да биде. Имаш уште една ситуација, уште додека бевте таму, ти се огласи на социјалните мрежи по повод еден мејл кој што стигна до тебе од раководството на Скијачката федерација на Македонија. Што следеше после тоа? Добили некаква реакција, извинување, коментар? Тоа беше коментар? само чашата прели, ја што викам, затоа што цела сезона тоа се случува на некој начин, одредени притисоци од страна на раководството на моменталното раководство на Скијачката федерација, кој што јас се со цел, како што кажав и во мојот пост, да ги заштитам спортистите и спортските резултати до настапот на Олимпијадата. Не сакав никој да знае што тоа се случува, за да не испадне се вадиме на моменталната ситуација од Скијачката федерација, па сега за тоа имаме вакви или онакви резултати. Има посебна причина поради која што Па причината јас не ја знам, причината не ја знам точно, меѓутоа очигледно е дека од почетокот од промената на старото раководство во ново имаат они контраверзии против мене и едноставно против спортските резултати кои што ги имаат надпреварувачите кои што сака да работат со мене. Едноставно јас сум бил најдобар македонски скијач и децата, младината. Не им се допаѓа моментот дека ти си тренер во моментот, дека ги пренесуваш своите знаења. Можно да и тоа, да, можно да и тој факт дека јас сум бил најдобар и дека само не дека само јас знам, меѓутоа дека многу знам и многу сум го видел патот, целиот пат кој што сум го изодел повеќе од 20 години професионалното скијање. Јас не сум растел тука и не сум учел тука скијање во Македонија. Меѓутоа заедно со мојот тренер Иван Лисевски, кој што постигнавме резултати за Македонија, што може да се каже дека се едни од врвните резултати кои што ќе ни треба сега време да ги достигнеме повторно тие резултати и поради сите овие случувања кои што се во Скијачката федерација и на многу моменти јас пробував тоа да им го објаснам и на новото раководство, меѓутоа немаа слух и едноставно сакаа да ме, да не кажам трнат,
за да можат нивните луѓе и нивните надпреварувачи кои што не се многу, да не кажам, не сакам никого да навредувам во тој ранг кој што сум бил јас, за да не да добијат они предност отколку моето знаење, да не кажам, и моето видување и визија и иднината за македонското скијање. Добро. Ми изминува времето и побрзо отколку што мислев, имам време само за уште едно прашање. Дали Македонија реално да се надава, сега зборуваме на сериозно врвен успех, еве конкретно во овие дисциплини кои што ти си настапувал, и зошто досега апсолутно сме далеко од светскиот скијачки врв? Да, многу добро прашање и тоа сум сакал да го кажам на сите. Алпското скијање, за да се постигне на врвен резултат, треба да се поклопат повеќе работи. Не е само да биде Антонио тоа што е, не е само да биде тренерот тоа што е. Треба да се има една огромна логистика, една поддршка и луѓе со кои што можеме да се потпреми, со кои што можеме да работиме. Ние сме биле изложени, не изложени, меѓутоа сме биле оставени на неколку луѓе за да го правиме тоа што сме го правеле, но со едно обединување на сите спортски работници кај нас, кои што можат и кои што имаат некакво искуство во овој спорт, треба да се обединат, да се направи една структура, еден систем. Јас верувам дека не е ова фудбал, кошарка, колективен спорт каде што ќе го смениме селекторот и сега ќе направиме нова тактика и утре ќе победиме. Не, ова е спорт на градење. Овој спорт треба да се изградуваат. Сите деца кои што имаат потенцијал, треба да им се даде шанса, треба да се надгледуваат и треба правилниот пат да им се представи и да им се овозможи за во иднина они да ги постигнат што е можно подобрите резултати. А за тоа сите сме сега ние задолжителни, кои што задолжени, кои што треба да им пренесеме на тие деца, меѓутоа со правилната поддршка и без деградирање на тие луѓе кои што знаат нешто во овој спорт. Посакувам да биде така во иднина, ви посакувам добро здравје, среќа во понатамошните настапи и се надевам ќе се видиме повторно за нови, големи и сериозни успеси. Благодарам и на вас и се надевам јас дека ќе се видиме многу брзо со нови резултати. Благодарам уште еднаш, беше тоа Антонио Ристевски, мој прв вечерашен гостин. Сега е редно да видиме како на оваа олимпијада домакините се снајдоа се со цел да има што помалку меѓучовечки контакти за да се превенира и спречи ширењето на COVID-19, а веднаш потоа во студиото и следните гости. Домакините годинава имаа навистина тешка задача со оглед на ковид пандемијата, но сепак на крајот од денот и оваа олимпијада се одржа во овие услови во кои што можеше. Уште повеќе детали слушам и од моите следни гости, нашите нордици, кои што не представуваат таму, па ќе им посакам добре дојде во студиото на Ана Цветановска и на Ставре Јада. Добре дојдовте. Добро ве најдовте. Благодариме на поканата. Ќе ви честитам, се разбира, за начинот на кој што се представивте на Олимпијада. Иако знаете, јавноста сака да сме дел од врвниот спорт, но има причини зашто се уште не сме таму. Од Ана ќе почнам. Прво искуство на Олимпијада. Ти беше стресно, ти беше тешко, како се чувствуваше? Точно, за мене ова е прва Олимпијада, со оглед на тоа што сум многу млада. И ова ми беше потпора за тоа како сите напредуваат у спортот. И како стануваат се повеќе искусни. Јас сум задоволна од својот резултат и се надевам дека нема тука да застанам, ќе продолжам и ќе се борам за понатака за подобри резултати. Дали ти беше тешко? Дали имаше трема со оглед на тоа што таму е, пак ќе кажам, светскиот врв кога се во прашање спортисти? Ти имаш голема конкуренција, не едноставно, нели? Ми беше тешко и поради тоа што тој настап за мене беше на друга дисциплина,
Јас трчав на класичен стил, а го тренирам слободниот подолго време, подолг период и повеќе имам резултати многу по-добри на слободниот стил. Секако дека имав трема, но се изборив и дадов максимално тоа што можам да дадам на на таа трка и да ја представам Македонија со најдобро светло што може. И исто така сакам да кажам дека според изминатите олимпијади во Македонија што се направени на овој начин на трка, на класичен стил, сум една од најдобрите со најкраток временски заостаток. Се надевам во иднина и што подобри резултати. За Ставре ова не беше прво искуство, а и го имаше недобриот настап на македонски надпреварувач на зимска олимпијада во крос кантри, така? Да. Еве, истото, дали беше тешко, дали ги оствари собствените очекувања или целеше кон подобар резултат кој што сепак не успеа да го? Па едноставно јас и мојот тренер Борче Јовановски целевме на 50 километри со заостаток не поголем од 30 минути, но на час и 30 пред почетокот на 50 километарската трка заради лошите временски услови и зголемениот ветер, кој дуваше сигурно со околу 100 км на час, организаторите решија да ја намалат дистанцата на 30 км. Тогаш направивме нова стратегија да заостатокот не биде поголем од 18 минути и тоа го остваривме со тоа што заостанав 14 минути. Едноставно го постигнав најдобриот резултат од сите претходни македонски нордици кои учествувале на зимска олимпијада. На 30 км правиме споредба. Иако требаше да биде на 50, затоа сега говориме за пократка дистанца. Добро, сакам да прашам каква беше таму општата атмосфера. Светот имаше впечаток дека домакините беа многу строги и дека многу прецизно беше одредено вашето движење таму, функционирање и така натаму, робот кој што ве служи кога одите да јадете. Дали навистина беше така или ова е некоја престрога слика која што ние ја имаме? Уште од самото слетување на интернационалниот аеродром во Пекинг нас не пречека луѓе со визири, со дела, едноставно како роботи. И веднаш тука имаше поставено компјутери специјални каде што требаше секаква информација да се запише за последните 10 дена, дали си бил во контакт со заразено лице. Потоа додека патувавме од Пекинг со автобус до Олимпиското село, исто така имаше доста контроли во самото патување, ни проверуваа температури, ни правеа тестови. Потоа во Олимпиското село исто така беше доста строго, но првите 2-3 денови мислам дека и организаторите не беа во некое најдобро ниво од страна на организација, но потоа се поправија. После некако дојде по природен начин на функционирање и за патеките не било или не беше баш едноставно така нивната позиција. Да, самите климатски услови. Патеки, целата стаза што беше за такмичење беа многу стрмни и многу тешки, исто како што се искачуваат нагоре, така и спустовите беа многу тешки за надолу. Тоа е тоа. Сепак, ние резултатите на нашите представници, тоа е случајот и со вас, а мораме да бидеме реални, секој пат некако ги гледаме или броиме одназад. Ви пречат ли критиките од јавноста, коментарите кои што знаат да бидат секакви, нели, баш заради ова што го зборувам, затоа што ние не сме меѓу оние најгоре, туку секој пат сме од задната страна на некое, не знам, трето, четврто, пето место и така. Па едноставно со оглед на тоа што мене ми беше ова втора олимпијада, јас знаев што ќе ме чекува за разлика од она претходна олимпијада од 2018 во Пјончанг, Јужна Кореја. Знаев дека ќе има и позитивни и негативни коментари, но на оваа олимпијада едноставно пред 30 километарската трка, односно 50 што требаше да се одржи, не допреа до мене некои негативни критики со оглед на тоа што тука беше тренерот Борче Јовановски, сакако тука и Ана Цветановска и сами тројцата си дававме доста голема поддршка како за мојата трка, така и за претходно пред неколку дена за Одана, така да немаше некои посебни коментари кои допреа до мене.
Ке те прашам и тебе како Антонио, некаде сме при крај, околу твоите ставови исто изнесени кон јавноста, некако имаше доста нервоза, несогласувања со федерацијата, па дури накратко и со општината и така натаму. Се чини дека сите тие нешта те правеа нервозен. Какви се во моментов односите? Па, едноставно од општината пробаа да ми нанесат некаков стрес пред 30 километарската трка, но тоа не допре многу до мене. Едноставно околу федерацијата работите, не би сакал тука да ги коментирам, затоа што јас од ова раководство, како што напомена Антонио, тој нема некоја поддршка од новото раководство, јас и Ана имаме целосна поддршка од новото раководство. Од ски центарот Маврово можеме кога сакаме да отидеме и да направиме тренинг, со тоа што мислам дека не би коментирал некои недостатоци во работата на новото раководство. Добро, имаш и коментари околу паричната поддршка. Ја споменувам заради тоа што многу е голем бројот на спортисти во Македонија кои не добиваат воопшто никаква поддршка. Голем и делот на спортисти кои добиваат ниска. Меѓутоа, во кој сегмент беше твојата работа? Паричната поддршка од страна на скијачката федерација за мене е сосема добра. Исто така за оваа олимпијада бев доста поддржан од Македонскиот олимписки комитет со 54.000 евра. Но за 2022 година исклучиво мал ваучер додели Агенцијата за млади спорт на мене, но не би го коментирал тоа затоа што ако они одлучиле да биде толку, нека биде толку, не би коментирал ништо, но во Скоп мислам дека паричната поддршка е сосема доволна за сега од страна на скијачката федерација за мене. Добро, за крај многу кратко, дали Јас немам финанси. Ти немаш финансиска поддршка. Дали во иднина можете да ветите, ајде така да се изразам, дека ќе имате подобри резултати од оние кои што ги имате сега? Да, секако ќе се бориме, ќе надпредуваме и ќе целиме кон подобри резултати. Секое ново искуство во иднина секако има за подобро. Па веќе утре заминуваме на балкански надпревар во Грција, потоа на балканско првенство во Босна, тука во Романија и во Турција до 20 март имаме околу 10 трки во кои, како што говоревме и со тренерот, и јас и Ана сме спремни да на секоја трка оствариме солиден резултат и да влеземе во најдобрите три, со тоа што на крај на сезона ни се бодува на финално ранг Балкан купот. Ви посакувам многу успеси во иднина и да се гледаме за убави работи од ново Ферплей. Благодариме многу. Благодарам што бевте мои гости. Време е тука некаде пред да се поздравиме, уште да ги погледнеме рекламите, а потоа и потсетување за она што вие можете да го добиете доколку не следите понатаму нас и нашите социјални мрежи. Ви благодарам што и вечерва со внимание и се надевам на убав начин се дружевме заеднички и го следевте новото издание на Ферплей. Ве потсетувам, со оваа емисија почнуваме и да ве наградуваме, за да ги дознаете деталите поврзани со тоа. Следете не на Ферплей со Јана и на Инстаграм и на Фејсбук. Уште еднаш ви благодарам за вниманието. Се гледаме повторно следната сабота во 19:15.